Во подножјето на планината Скопска Црна Гора, близу до Куманово, се наоѓа селото Матеќе. Во ова село се наоѓа Југославија. Чудно, но вистинито. А тоа беше и причина да се најдеме меѓу овие луѓе и да поразговараме со нив за животот во селото и за сето она што досега е сторено во него. Во Матеќе се говорат 4-5 јазика, меѓу кои албански, турски, македонски и српско-хрватски јазик. Колку има, значи, од народи, народности, кои се застапени во вашето село? Во Матеќе застапани 7 национални структури, мислим, од кои се албанци, шиптари, македонци, срби, роми, имаме босанци, црногорци. Словенци, хрвати? Словенци и хрвати, за жал, во овој момент само имаме зетои или снашки. Значи, практично цела Југославија во ваше село? Цела Југославија, затоа и многу пати имаме наречено Матеќе и Југославија во мало. Кажете ни, какви се односите меѓу овие народи и народности овде во вашето село? Односите во Матеќе, во месна заедница, во однос на националната структура кои ги набројавме преди малце, бар досега, а верувам дека и во иднина, се на завидна висина. Не се паметува нити очекуваме некој неспоразум во однос на национална структура. Живееме сложно, како браќа, како своји, како роднини, како комшии и посебно секој пат се води грижа во однос на тој план. За нешто да потврдам, приликом изборот сите организации при месна заедница што општествени политички организации кои действуваат, се води посебна грижа приликом избор на тие организации да биде застапена посебно секоја националност, односно да биде равноправно вклучена во решавање, односно во тие акции кои ги задуваме. Како се развиваше вашето село? Еве, вие сте единствени во секој поглед, па кажете ни нешто за тоа. Матеќе како население од ослободување наомо се развива прилично добро. За доказ за тоа нешто имаме изградено, односно изградено дом на култура, дом на местната заедница која е сега и влаштиштво, асфалтниот пат, проширување на основно училиште, амбуланта за потреби на население не кој го служа само Матеќе, него и двете суседни села, тоа се Ропалица и Виштица. Проширување на основно училиште кој обухвата некаде 800 ученици. Има и пошта овде, видов. Имаме пошта, имаме пункт на Стопанска банка Куманово, со ново изградената послуга на тутунен комбинат Куманово, имаме книжара на Нова Македонија која е наменски поставена за потреби на ѓаците во основно училиште култура Матеќе. Која година добивте струја? Струјата добивме 1959 година. А патов како го изградивте? Патов го изградивме со самиот месен допринос и учество на организација на Дружен труд кои го користат на пат, нормално со помоќ со 50% учество на собрание на општина Куманово. Колку има жители? Матеќе бројува околу 5000 жители. Значи тоа е практично до мало градче. Вие работите во училиштето, па кажете ни нешто повеќе за училиштето. Јас сум секретар во училиште, воедно сум и делегат при месна заедница во соборот на месни заедници при собрание на општина Куманово. Основно училиште култура Матеќе е централно училиште во кое ги прифаќа и две подрачни училишта. Училиште во село Ропалци и училиште во село Виштица. Во основно училиште култура Матеќе учат 780 ученика. Наставата се изведува на албански и српско-хрватски наставен јазик. Структура на наставниот кадар. Во училиште работи 43 работника, од кои 36 наставен кадар и 6 работника технички персонал. Училиштето покрај својата редовна дејност се бави и со други дејности, како например во училиштето работат и неколку организации, пионерска организација, организација на Црвен крст, младинска организација и организација против пожарно друштво. Сакам да илустрирам само еден случај. На 18-19 сите во одбрана и заштита, сите овие организации при училиштето учествувале во таа активност и беа забележани многу добри активности во врска со одбрана и заштита на 18-19. Училиштето ја обавува својата дејност врз основа на својата програма и другите самоуправни општи акти на училиштето, соработува со сите училишта во подоцна на општина Куманово, учествува во надпревари помеѓу училишта и во надпревар, општински надпревар.
Сакам да кажем дека од година во година структурата на вработените во училиштето се подобрува. Ние досега не сме имале добар наставен кадар со соодветни стручни квалификации, меѓутоа од ден на ден, од година во година се подобрува и се надеваме дека за една година наставниот кадар ќе не биде комплет спрема систематизацијата на работните места. Покрај општествено-политичките организации кои постојат во селово Матејче делуваат активни се многу и некои друштва, па би ве замолила да ни кажете нешто за активноста на Црвениот крст. Ja da kažem nešto na kratko za društvo na Crni krst pri mjestu zajednice selo Mateće. Inače sam ambasadatel na ta društva. Društvo na Crni krst broji 125 člana. Od tije su mladinke, mladi, isto tako imamo i stari priključeni. Od ta društva do svega i raboti aktivno, ima držani razni kursi po domaća njega na boli u domaćni uslovi. To su držani 8 kursa za 80 godina. Isto tako imamo kurs za davanje prve medicinske pomoći raneti koji su držali 6 kursa. Isto tako smo držali kurs za njega na boli u domaćni uslovi. Isto tako za davanje na pomoć na elementarni te pogodi. Isto tako собирахме разни акции. Наша акција се дешила во Црна Гора, земетрес. Нашата друштво активно со членовите на нашата заедница сме собрале около 1.200.000 стари динари. Тоа друштво има исто така и делегат при општинска конференција на општина Куманово. Покрај ова друштво во село Матејче постојат и други друштва, тоа се спортското друштво Партизан, фудбалскиот клуб, тука и планинарското друштво. Кои се неговите задачи? Планинарско друштво при местна заедница постои и членува некаде околу 130 члена. Нивните задачи се на ниво на општина Куманово, кои рецимо на сите такмичења на општина и на република се вклучени. За доказ имат и сит на секоја такмичење и добиено и поклоници. Меѓутоа планинарско друштво го користиме и за задачи при местна заедница, имено за изведување на акциите одбрана и заштита 80, како и прошлата година што беше, беа ангажирани со излизање на марш, како и успоставување контакт, преносење на пошта, писма, поруки со градот Скопје. Тоа беше преко Скопската Црна Гора изведено, која го бавија успешно. Тука и против пожарното друштво, како делува тоа? Против пожарно друштво е при местна заедница, делува и работи по потреби. Нормално дека и во одредени периоди ги контролира самите домаќинства во однос на указување на потреби и на склонување на запаливи материјали со инструкција нив и со располага со сите тие средства, како и облека и други апарати, брентачи кои ги имаме овдека, распределени се во мали на население, онамо на оние места каде и постои поголема опасност од запалење на самите средства, стогови, слама и така потомо. Друштвото ги врши своите акции, нормално учествуваше во акцијата одбрана и заштита 80, од кое беше и чистење на рушевиње, гасење на пожар и ред други работи од област на пожарно друштво. Видете, да ве прашам, тоа колку се случи на вистина да изгори некоја куќа, едно домаќинство да биде упропастено, што би се рекло, што може селото, селаните да направат за тоа домаќинство, за тоа семејство? Еден такав случај имавме прошла година во 8 месец, се запали куќа на Мемети Чајл, имено граѓани на ово население, од која беше во летниот период, население како земјоделско население беа на работа, не успеа да угасат таа куќа, изгоре целосно. Бројува население Мемети Чамен, бројува големо семејство, некаде околу 14 члена, и остана човекот фактично без кров над глава. Со акција на местна заедница и политички структури кои се бројни тука вклучени, се договоривме, преземавме на акција на една солидарна помош. Прво донесуваме на одлука на местна заедница, на една доброволна база на население, убравме одредена количина на парични средства со одредени број на луѓе кои извршија на помош лично со физичка работа и на секој друг начин што може да се укаже како и местна заедница давање на потврди, ослободување именуваните одредени од давачки према општество, му е покривме куќата, односно му е доведеме куќа во првобитна состојба. Такво нешто го донесеме од причина што ние водиме грижа за хуманост према луѓе, за живеачка према граѓани на население, помош, нормално дека иако се случи
takav slučaj mesната zajednica i drugите структури при месна заедница će izlazati i pomagati na dotično lice, odnosno na dotično gradnje ako se slučite. Pored drugите aktivnosti koji će ги вземем ова година имаме посебна намера да направиме, односно да изведеме, да чекуваме наши побратими од Горни Матеевац, кои ќе бидат сигурно 100 и повеќе, пошто и ние во такви зброеви одиме тамо. Нормално дека ќе приредиме културен и забавен живот во население, ќе ги запознаеме и ќе ги прошетаме во нашето население, како нормално нашите моменти, нашите споменици ќе ги покажеме кои ги поседуваме. И нормално на една заедничка вечера, односно ручек и една прослава со културен забавен живот. Тоа е едно од најголемите села во Нишката општина. Па како вие се побратимивте? Идејата што се роди помеѓу Матеевац, Горни Матеевац и Матејче потекнува од самиот Матеевац. Матеевац потекнува према нивната монографија од Матејче преди 500 години, да кажеме. Со прачинено писмо да си го посетат својот крај, имено семејства кои потекнуваат, кои памтат за овакви случаи, го доставија до нас, до месна заедница, ние го разгледаме такво писмо и ги прихватиме на дочек. Ги дочекавме, тие се вратија во Ниш, по повратек во Ниш, беа задоволни од дочекот, со одговор на писмото, со захвалност, не повикаа тамо, меѓутоа ми отидовме население со 2 автобуса, од кои затиме посета и гости. У разговори со општествени политички организации Матеевац и Матејче, дојде до идеја и се роди да се збратимиме. Така да А вие бевте и браќа веќе, не? ние бевме, меѓутоа за овој пат го направиме на еден свечен чин, на еден свечен начин, да се збратимиме и тоа го сторивме во Матејче. Другарот Будимир Тошиќ е секретар на местната организација на Сојузот на комунистите во село Матејче. Ние би сакле да ни кажете кои се приоритетните задачи во сегашниот период. Моментално сега на партиските sastanci кај нас во нашата местна организација расправяме највише за унапредување на земјоделството, за кооперирање и односните кооперативни односи со стопанските организации и индивидуалните земјоделци. Потоа за сега имаме нешто планирано, планот да се разработи за 81 до 85 година. Тука спаѓаат исто во тие планови, исто ова кооперирање, унапредување за земјоделие, сланување, мислим, за овие насади разни да се прошират и сточарството. И потоа имаме на други планови за унапредување, мислим, на самиот културен забавен живот сега преку зима на село, што ќе се спроведува. Населението во село Матејче е составено од повеќе народи и народности. Па кажете ни дали на вашите состаноци некојаш се разговара за јакнење на братството и единството? На нашите sastanci за братството и единство не се постава, затоа тоа е расчистено и никогаш не е поставено и нема ни да се постави, оти тука братство и единство постои на големо ниво и не се поставаат такви прашања. Нити ќе се постави? Нити ќе се постават, оти тука е расчистено со братство и единство, немамо никаква, мислим, потешкотија или нешто. Тука живееме сите у братство и единство. Се наоѓаме во домот на Джелјадин Етем Амети, тука е неговиот син Шабан, тука се внуците. Па би сакале вас да ве прашаме, како сега се живее во село? Ја мислим многу убаво, добро. Прилично живимо. Немамо разделба или што имамо македонци или тамо вамо. За сваки случај меѓу себе се снајдемо се за добро. Ако, пример, биде некоја слава, ми смо канjeni тамо. Ако кај нас има некоја слава, ми ги канимо, свадба, исто тако, се помагамо.
Едно друго, да немамо ништо лошо тамо вамо и никад не сме имали лошо. Ја во 65 години кој пуни, не знам лошо. Сос никога, апсолутно. Не делимо или тој човек, али е човек, исто идемо сваки по разум. Си помагате меѓу себе? Се помагамо за свашто. Во село Матече луѓе живееме прилично добро, се слагамо, како да сме едно куќа. Јас ето имам комшија, сада се населил во Скопје иде, али друг комшија ми долазил туј, Џелевиќ, дене. Деца, ми, оние кај нас, ми кај нив, како да сме едно куќа. Па колку јазици говорите ви овде во село? Ми зборуваме и македонски, и албански, и турски. Кој знае, те отац збори турски, мајка ми збори турски исто, а јас па не знам турски да зборувам. Српски? Српски прилично не знам баш. Српски, Вие говорите се, најверојатно, што се говори во ова село. и српски, и ништо по турски, и македонски, и све. Јазик може све да окрене, Сигурно. може. Али, И така се Сад- создава и тоа пријателство, знаете, се разбирате. како не, како не. Со све се разбирамо, нема кој да каже или лошо, или... За лошо никој нема да каже, а за добро сви. Сви добро, живимо. Како да смо, што се вика, син ми што рече, како да смо од една куќа. Ете тоа беше Матејче, онакво какво што ние го видовме, село во кое единството, другарувањето и взаимното помагање се длабоко вкоренети во луѓето. Ова село се развива на тие основи, а жителите со право гледаат во убавите перспективи кои се отвараат пред нивната Југославија во мало, како што тие го нарекуваат Матејче.